знаете, веќе и сите граѓани наши знаат дека оваа година за прв пат владата наложи законски не обврза да буџетските предвидувања или проекции да не надминуваат максимални 10% од средните вредности на реализираниот основен буџет од претходните 3 години. Тоа на некој начин создава една рамка која привидно или навидум ограничува, меѓутоа сметам дека е една позитивна мерка која што гледајќи глобално од аспект на целата држава, на целата република, обезбедува сигурност дека општините нема да се задолжуваат. Знаете дека има интервенција од владата со помош на сите општини со една инекција на помош во вредност од 51% од вкупните обврски на општините, со што дава еден импулс на подигнување на економијата во овие општини, како и другите општини, и во Струмица има таква една би кажал донација, дотација, помош, која што ќе помогне да се раздвижи малку економијата и во нашата средина, и ако можам да кажам, и сите го знаат дека Струмица нема долгови буквално према некои своји доверители, меѓутоа има и побарувања, има и обврски кои што на некој начин се не прикажуваат загуба на нашата општина, и тоа е едно задоволство. Меѓутоа и ние, како и другите општини, мораме да се држиме на овие рамки, иако можеби за нас не е толку многу важат. И мислам дека држејќи се во тие рамки има одредена редукција на основниот буџет проектиран за оваа година, но и покрај тоа можам да кажам дека потенцијалот за развој во општината постои, бидејќи ние реално во оваа година која што помина заради објективни причини, истеченост на лиценците, одлевање на нашиот кадар во централна власт кои што беа носители на овие лиценци, на некој начин паднавме на 2, а според волуменот на нашата општина моравме да имаме минимум 4 за да може да менеджираме со градежното неизградено земјиште. Меѓутоа овие се надминати веќе административни пречки некаде кон крајот на септември оваа година, што сега ни дава за право дека реално имаме потенцијал со овој сегмент кој е најзначаен во креацијата на буџетот, продавање на менаџирање со градежно неизградено земјиште, кое што пак на некој начин условува градба, плаќање на комунали, кои што се исто еден од најголемите приходи. Со тоа објективно јас очекувам реално подкрепено, и ќе го подкрепиме со докази, бидејќи такви си обврските кои ги имаме. Ако имаме доказ сигурен дека можеме да го прошириме буџетот, ние тоа ќе го направиме во првата можна прилика. Јас очекувам некаде во околу март месец ќе има потенцијал да се направи ребаланс и да се подигне оваа сума, со што средствата за капитални проекти во нашата општина ќе се зголемат и на некој начин ќе можеме и поопсежно да делуваме на терен и да ги остваруваме оние капитални проекти и желби кои што и потреби на граѓаните кои што сме ги ветили. Дали со вага рековте редуцирано овој основниот буџет и со овие очекувања дека може да се зголеми приходната страна, може ли да очекуваме реализација на предвидените и планираните програми кои што сега ги донесе Советот на општина Струмица? Апсолутно можеме да рачунаме. Јас можам со задоволство да кажем, гледајќи ја динамиката на овој буџет, на оваа завршна година, моите очекувања се и прогнози и она што го гледам со која динамика се реализира буџетот, ќе имаме и на овој буџет што беше доста обемен минатата година. И без овие компоненти кои што ги кажав, продажба на градежно земјиште и комунали од менаџирање со градежно неизградено земјиште, пак сигурно ќе сме некаде околу 85% на реализација, што е прилично добра бројка, ќе се сложат сите економисти кои ја познаваат таа проблематика, гледајќи и наназад повеќе години, една од добрите бројки кои што сме ги остварили. Јас се надевам дека ќе биде така, да почекаме да го подкрепиме и овие последните денови, така да значи и во наредната година со овие дополнителни средства на кои сметаме, кои се реални, кои што се очекувани, кои со сигурност ќе дојдат, веќе се знаат и кои парцели може да ги понудиме за да подкрепиме развиток на нашето стопанство, кои што имат одредени услови за одреден временски период да почнат со градба, значи да платат комунални такси, кои што реално ќе пристигнат во нашиот буџет.
очигледно и сигурно подкрепено можем да ви тврдам дека сите програми кои што сме ги предвидели ќе бидат во голем процент, да кажем, остварени и исполнети во оваа наредна година. Вака проектираниот буџет дали ќе го подигне квалитетот на животот на граѓаните во сите граѓани во општина Струмица? Секако ќе го подигне. Ние тоа и оваа година го правевме. Знаете дека се заложивме за некои есенцијални потреби на нашите граѓани, како што се канализационите системи, водоводните системи, корекција, веќе имаме и конкретни дела во тој правец. Вие сте запознати, знаат веќе и граѓаните, два канализациони системи во населеното место Просениково и Дабиле, долго очекувани проекти, многу значајни за мене. Опремување на филтер станицата во населеното место Габрово, кое што се опремува со современи технички, технолошки можности за да може да добијат квалитетна вода за пиење. Изготвување на проект за населеното место Банско, кој што исто има проблем со вода, кој јас го знам со години дека се провлекува, еве се зафаќаме да го решиме, нели? Изискуваат малку трпение, изискуваат малку временски простор кој што е неопходен, бидејќи така се предвидени работите. Имат одредени временски рокови и самите проекти, одобрување на проекти кои не можеме да ги прескокнеме. Меѓутоа се движат работите и сме заложени, ќе ги истераме до крај, значи вакви проекти, асфалтирање на улици, тампонирање на патишта, можам да кажем дека скоро ниедно населено место оваа година не остана без некоја интервенција, дали 1, 2, 3, 5 или 6 улици со оглед на потребите кои што тие ги кажа, во сите населени места има интервенции. Има интервенции и тоа важни артерии сообраќајни беа асфалтирани, тампонирани, бетонирани улици во планинските места. Градинки се почнаа да се градат, еве стационар за бездомни животни кој исто е проблем. Значи, вака ако ги наброиме, има многу проекти кои оваа година може да ни даде сигурност и задоволство дека навистина доста проекти се направени кои секако секој од нив на свој начин го подобрува квалитетот на живот во нашите населени места и во градската средина. Осветлувањето, современото осветлување, смарт осветлување во паркот, промене на осветлувањето, интензитетот, квалитетот и безбедноста во целиот град и многу други, јас би можел да набројам, кои што навистина ни даваат потврда на оваа што го зборам. Костор градоначалниче, во буџетот за 2019 година повторно планирате задолжување од 39 милиони. Зашто конкретно го планирате тоа кредитно задолжување? Во која насока ќе се користат овие средства? Мислам, има разлика. Овде 1% од оваа задолжување се работи за она што ќе аплицираме до кредити од Светска банка, кои што се исклучително поволни, со минимални каматни стапки, со долг грейс период и со долг период на отплатување, со минимални средства, кои порано ги бевме предвиделе во наше задолжување или наше финансирање, а се однесуваат за проширување на гасоводната мрежа во Струмица, која што е според мене исто еден многу важен проект кој треба да го негуваме и прошируваме од многу аспекти, од зачувување на животната средина пред се, од поекономично загревање, поеколошко загревање на домовите, кои што сега гледаме дека е главен причинител за загадување или намалување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Најголем дел е за тоа. Има еден дел за проекти кои што одат преку ИПА програмата, кои што изискуваат одредена завршна фаза на проектите, а потоа со ревизии кои што ги одобруваат овие проекти, овие средства од странските фондови ни се враќаат. Практично тоа е задолжување интервентно за да можеме да ги финишираме проекти, а потоа да ги повлечеме парите од европските фондови.